Што сработила Петрица Рачини, Ивана Митрова, синот на пратинекот Самка Ибраимовски и дузина хонорарци, плаќани од народни пари за владата. Ангажманот на над 50 лица кои хонорарно работат во владата ги чинат граѓаните илјадници евра, кои во време на пандемија може да бидат искористени на поинаков начин, особено ако се земе предвид фактот дека здравствениот систем моментално е пред колапс. Побаравме одговор од владата кои се авторските дела на хонорарците, но одговор за тоа не добивме. Само ни кажа дека делата кои биле подготвени од соработниците непречено ги користеле службите во владата и институциите. Сите хонорарно ангажирани лица од страна на владата имаат авторски договори на определен рок за точно утврдени цели и задачи. Владата транспарентно ги објави сите овие податоци како стандард што досега го немало во Македонија. Од опозицијската ВМРО ДПМН со жестоки реакции, додека народот е на просијачки стап, владата се расфрла со пари. Со народни пари, како хонорарци чии имиња беа криени од јавноста, до вчера е плаќан и Демир Ибримовски, син на Самка Ибримовски, коалиционен партнер на Заев и заменик директор на Македонија Пат. И додека Самка ги лаже ромите за покачена социјална помош, неговиот син земал 40.000 денари месечно. Како хонорарец, 53.000 денари хонорар од Заев добил и професорот Ванчо Узунов, кој беше и подпредседател на СДСМ. На листата хонорарци се најде и името на Ивана Митрова, секретарка на Драги Рашковски, која земала 38.000 денари. Независен колумнист и владин хонорарец во исто време, тоа е Петрит Сарачини, кој месечно од владата бил плаќан 42.000 денари. Владиниот пиарџија и познат твитерџија Амон Мра, односно Петрит Сарачини, кој откако се објави неговото име не криваше на мобилен, денеска се јави на Фејсбук. Се чуди зошто бил предмет за подсмев и навреди, само затоа што добил авторски надоместок од државата без никакво кршење на законот. Инаку, од владата ги објавија имињата на 55 хонорарци кои работат кај нив, иако била 58, што значи дека 3 имиња не се објавени. Од Илинденска се правдаат, дивниот договор веќе бил истечен.